наоѓаме на местото викано Прекоп, кој што се наоѓа во срцето на паркот Езерени. Тука е сливот на голема река, тука е веднаш покрај нас. Реката е веќе центарот на сите збиднувања, на сите птици. Обично реката носи и храна, носи реката и све. Паркот исто е познат по големиот број на птици, кои што се преку 220 вида, кои што напред се наоѓаат тука во влажните ливади во паркот, од кои птици најмногу е познат белиот пеликан, кој што има 220 парови тука, која што е 40% од светската популација. Тука стални птици се лиската, патката, иако во зимно време одат према јужниот дел на езерото. Во последно време од кога функционира паркот на природа Езерени, заштитата е зголемена, така да се враќа и бројот на пеликани, пошто е зголемени фондот на риби, зашто се заштитуваат подрачјето. Ние сме тројца луѓе кои што ја вршиме таа работа, мако трпно, но со љубов ја вршиме, да. Паркот го штитиме најповеќе од кражба на дрвја, сеча на дрвја, кражба на песок, кражба на риби, лов на птици, тоа е главно. На почетокот на функционирање на парков имавме многу случаи, но сепак бевме малку толерантни со луѓето за да ги известиме дека тоа не сме да се прави, каде што беше лов на дивеч, кражба на песок, сеча на шума. Во минатото најмногу беа загрозени со ловот на рибата, кој што ги привлекуваше тука. Се ловеше без контрола. Сега имам исто концесионер кој што е со наша помош се воспостават контрола заеднички. Исто така и се ловеше лов на птиците тука, кој што е запрено сега 99,9%. Преспанското езеро знаам дека 63-та година било повисоко едно 10 метри од сегашното ниво. Било скоро до селата Езерени, Перово било под вода. За посета во паркот има патеки, само треба да се обрати или во канцеларија во општина Ресен или во канцеларија на ренџерите во село Езерени. Ќе добие инструкции, ќе добие водич, а каде сака не може да оди. Има фактори на кои што не може да се влие, тоа е пестицидите, а скоро мислиме дека ќе може да се постигне. Чим има недозволени активности, ние сме овластени да направиме записник и одма повикуваме службено лице кој е овластено за тој случај. И да бега не може да не избега, пошто ние го знаеме веќе цело подрачје, тој не знае први кај да бега. И обично ќе заврши кај што му е место.